концепт или термини од типот ветена земја не постојат во реалноста, но дефинитивно не е најпривлечната земја за живот за ЛГБТ луѓето. Во понеделник Илга Европа, која е Европска асоциација за ЛГБТ, го објави секоја година го објавува индексот и мапата на Rainbow Europe, на Виножитна Европа, каде што Македонија малку напреднала во законската рамка, затоа што овој индекс го мери напредокот во законската рамка, но се уште во последните 10 земји според законската рамка во Европа. Нашите соседи како Грција, како во поширокиот регион, како Словенија, како Хрватска, дури и Косово и Албанија и Црна Гора посебно, па и Бугарија и Србија се значително понапред во делот на законската рамка. Може ли да се очекува оваа година да биде организирана парада на гордост? Јас би рекол дека секој вид на активност, секој вид на активност кој има за цел да ја зголеми видливоста и да ја зголеми општествената прифатленост на ЛГБТ луѓето е во корист и во прилог на подобрување на климата во која што овие луѓе живеат. Парада на гордоста, марш, протестен, секој вид на јавен настан помага во тие заложби. Докажеме наназад и во искуството на нашите партнери од регионот, но и во светот, дека парадата на гордост е еден од најефективните методи за артикулација на политичките интереси на одредена социјална група, во случајов ЛГБТ заедницата. И конкретно во Македонија може ли да се очекува таков настан? Во клима како што е денеска, мислам дека е добра идеја тоа да се случи. Ние во последните 2-3 години по промената на власта се намали нивото на институционална хомофобија, за тоа што се отворија вратите за зголемување на диалогот со политичките актери, посебно со законодавната и со извршната власт. Јас не би шпекулирал, ниту би потврдувал нешто што не можам сега да го кажам точно и вистинито, така што останува да видиме дали тоа е така.